Надпреварот е организиран од непрофитна организација ХИПО, која што веќе 11 година поред го организира овој надпревар на годишно ниво и може да се каже дека оваа година учениците од Кумановска гимназија забележаа еден доста голем успех кој што не може да не пројде незабележан. Во период од 23 до 25 мај во Лидо ди Есоло во Италија беше одржан надпреварот, односно квалификации за финале. Пред тоа, месеци понапред, предходеа, прво беше квалификациона рунда која се одржа во нашето училиште. Потоа, еден месец подоцна, во Скопје беше полуфинале и благодарение на тоа што нашите ученици забележаа доста висок пласман и во полуфиналната рунда, добија можност да одат да се надпреваруваат во Лидо, каде што забележаа трето и четврто место во доста јака конкуренција. Вреди да се напомене дека оваа година беа пријавени на европско ниво околу 30.000 надпреварувачи и од тие 30.000 надпреварувачи нашите ученици освоија трето и четврто место. Работевте ли повеќе време, дали посветите внимание за надпреварот? Па секако, едниот од учениците е под моје менторство, така да соработувавме и за време часови и надвор од часовите, доека ученичката која го освои третото место е под менторство на Елена Марковска. И што се бара на овој надпревар, како е замислен, како прилика, кои се прашањата, дали се посветува внимание на граматика на англиски или Надпреварот е од комбиниран карактер, значи едниот дел е толкување, односно текстови, кои што имаат соодветни задачи кои што треба да се решат, а вториот дел од тестот е употреба на англискиот, односно оној граматички дел, каде што треба да се истакне познавањето на граматиката. Ова ми е вториот пат да учествувам на надпреварот ХИПО, односно вториот пат да учествувам на европско ниво. Во 2021 година добив прво место, сега сум многу задоволна со сегашниот успех од трето и се надевам дека во иднината ќе можам да продолжам со овакви успеси. Вашите потенци напомена дека се делите по однос на тоа што по однос на годините фактички. Да. Што ви беше најтешко, што ви беше најлесно во решавање на ХИПО, дека имате искуство? Поверувам дека всушност може да се каже дека делот со граматиката може да биде по конфузен поради тоа што сепак се вклучува многу голем вокабулар и на многу поголемо ниво е, за разлика од минатите години каде што е просто има полесен материјал. Сега бевте на надпревар со физичко присуство? Да. Досега сите надпревари по ХИПО беа со физичко присуство со исключок на надпреварите одржани во 2020 година, кои беа за жал онлайн. Колку сте задоволни од вашето покажано знаење во однос на останатите врсници од Европа? Па јас сум презадоволна со мојот успех поради големиот број на други надпреварувачи. Верувам дека мојот успех е всушност од врвен карактер. Верувам дека сум радосна сум. Ние бевме единствени представници од Македонија на ова ниво на надпреварот. Колку време ви требаше да тренирате, колку сте задоволни од вашиот успех? Не, вежбавме доста со професорката пред надпреварот. Со успехот не сум многу задоволен, веќе знам дека можев подобро, но сегаш може подобро. Сте учествували претходно на ХИПО? Не, ова ми е прв пат да учествувам на надпревар на меѓународно ниво. Пред надпреварот неколку недели се вежбаме граматика, се од англискиот јазик опатуваме. Дали ова ќе биде потик да работите повеќе и повторно да се пријавите да учествувате на еден таков? Да, ќе работиме многу повеќе и наредната година ќе освоиме повисок пласман.